Добро вечер за последен пат во оваа сезона, никако последен пат од подкастот Основано со мнение. Пилот проект кој што секако ќе продолжи таму од средината на септември, но за тоа при крај на оваа епизода ќе поразговараме. Моја чест и задоволство е да оваа епизода ја завршиме со еден од најпознатите гласови на македонскиот етер, најрадиофоничен глас и еден од експонираните или етаблирани новинари во Република Македонија, мој соборец од Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка, исклучително активен на многу полиња, за тоа ќе стигнеме да разговараме во оваа епизода. Легендариот Огнан Јанески без В во презимето. Да, затоа што дека сме чувствителни ние. Ама тоа не е као за фрканција, као на вистина се прилепчени чувствителни дека со В ако ги кажеш. И јас ќе ти кажам. Веќе мене извини повеќе пати си ми искарал така. Јас ќе ти кажам, не, ние во Прилеп сме особено чувствителни, имаш и други градови, ама другите градови не се толку. Прилепчаните ти се малку терсене народ, такви сме. Јас сум имал и сериозен проблем на граница во Америка. Значи, на влез во Америка ми се има случајно од сите документи кога одев на размена во Обединетите нации во Њујорк, од сите документи, еден документ некој овде ми го издал државно со В. И тие ти велат не ви е комплетна документацијата. Ма велам, јас сум истиот човек. И сега, како јас да им објаснам на американците дека во Македонија имате проблем, дека луѓето генерално се со В, па треба да им објасните дека завршуваат на ски. Па со што завршуваат? И тоа не го разбираат. Половина час се расправавме, се додека во меѓувреме имав пратено Абер да ми пуштат нов документ среќа, без В, и да речам, ау, извинете, грешниот документ сум го испечатил, за да можам да поминам. Значи, знае да биде проблем. Да, па тоа е друг идентитет. Да, дефинитивно. А друго по-матичен што не се спореди. Нема тоа, кај нив не го разбираат концептот на матичен social security number е таму, така што усвари, да, таму е малку така ние прав. сме позастарени концепти, нели се разгледува опцијата Хрватска, да речеме, матичниот скоро и да го има исфрлено од употреба. Има сосема друг број кој што не издава толку лични податоци колку што има матичниот. Од кој град матичен точно знаеш дата на раѓање, родот, датата на раѓање, од кој град доаѓаш, кој поред си роден, значи точно, многу податоци може да се извадат. Прав си. Фасцинантно. Последна епизода на Основано. Да ти благодарам многу за поканата, Јанаки, и како што гледаш, мене природно ми доаѓа водителски да се поставам, така што јас мислам дека ако дозволиш, ако имаш нешто за прашување, прашај слободно. Добро. Ама ако дозволиш, јас би ти предложил друга идеја. Ајде. Да си ги смениме улогите. Улогите да ги смениме. Да, значи ти да си бидеш гостин во овој подкаст, имам да те прашам неколку работи во сопствениот подкаст, затоа што јас да те видам еве гостин водител. Немам ја проблем со тоа, иако јас сум бил гостин кај тебе неколку пати или по кај тебе на работа. Ајде, може да пробаме, но да оставиме резерва да ја на крај да имам едно 5-10 минути ако сакам. Ако сакам пар прашања, па ајде пуцај. Значи можеме и фристайл да тераме како сакаш. Морам да признам дека прво не ми беше воопшто изненадување дека одлучи да имаш свој подкаст, затоа што гласот твој е толку автентичен и специфичен што сметам дека требаше да има свој не си го медиум. Некако чуден ми вака кога си го слушаш, ако ќе го слушнеш ветер е многу различно. Не само тоа, туку и воопшто и рациото кое што го користиш е многу поразлично од она што се навикнати другите. Едни би ти рекле дека можеби те сместуваат во категорија на конзервативни, други на патриоти, трети на либерални, четврти на премногу либерални и не можат да те постават никаде, што е супер, затоа што на тој начин се гледа и содржината која што ја издаваш преку Основано со мнение и гостите кои што ги викаш се многу различни. Многу ме интересира зошто воопшто се зафати подкаст да отвориш во цело ова море од подкасти во Македонија, каде што ете секој мобилниот. Да. А ти си се одлучил за профи. Со работката, искрено да ти кажам, идејата е малце подолга и еве ќе ти кажам дека требаше да оди кај во студио на наш другар, значи на ќе кажав на Кењавиот на Добро. Дека си тазе Кењав да не да, па сега тоа е. Значи, не сме чувствителни на келавоста, не се. Фотографот Ангел Ангеловски, нашиот заеднички пријател, требаше бидејќи тој има и студио кое што е подолго време во припрема, са тоа не е ефтин спорт. Не. Меѓутоа се пролонгираше многу кај него таа ситуација на опремување и доопремување на студиото, инаку првичната идеја беше таа и идејата е стара 2 години. Во меѓувреме, во последните 2 години, како што спомна, има хиперинфлација на хиперпродукција на подкасти и малку се губи смисолот. Признавам и проблем е да се биде автентичен, знаеш.
Ние се решивме, соработката директно дојде, ќе ти кажам, затоа што ако си ја гледал првата епизода на Основано сомнение, кај што беше Горан Михајловски, новинаров, овој гостин, таму сме со Емил сме домаќин. И така дојде соработката. Јас, Емил и мојот многу драг пријател, за жал покоен Филип Аврамчев, бевме на доручек. И на муабет као со Емил што има, но викам некој подкаст планирам, бркам и ја планирам, вели имам некоја начална соработка тоест договор за соработка со ајден он и така почна цела работа. Не би навлагал од причините, тој се повлече, не се пронајде во таа смисла на зборот и така продолжи. Меѓутоа од старт се договоривме ние со порталов, со продукцијава дека нема да одиме на тралала гости. Знаеш, реалноста за жал е таа, жалната реалност е дека у принцип и тралала гостиве имаат висока гледаност. За жал и најголема, не само имаат. Колку и се види, колку и се тие гледања органски, колку се форсирани, купувани, бустирани, не знам, ние тоа не го чиниме, меѓутоа факт е дека има гледаност, нашава публика сака, меѓутоа ние сакавме моце по содржаен контент да имаме, затоа што знаеш како пак да не ме расчеречат македонскиве инфлуенсери, ама знаеш како се поместија вредностите зашто е тоа инфлуенсер, влијателен човек. Значи ние сакаме да дојде некој да речеме ќе имаме понатака сигурно и спортист, верски авторитет, без разлика што сум ја атеист. Верски авторитет, професор од факултет, уставен судија, значи да слушнеме и малку паметни работи, доста е кој како се сликала или колку врескале на нејзиниот концерт и такви глупости. Да, тоа е многу интересно затоа што човек ќе види секакви различни видови на подкасти, а кај тебе на пример различноста се изразува преку гостите кои што ги викаш. Можеби на многумина ќе им беше логично ако во тие гости беа исклучиво само луѓе врзани со правосудниот систем. Ама пак имаше и случаеве како што е, да речеме, верско лице кое што ти беше неодамна, па потоа од медицина, имаш од различни области кои што не кореспондираат со она што тие тебе секојдневна професија. Гледај, така беше од почетокот план да биде политичко, општествено, правосудно, меѓутоа и од Моце сме лимитирани, види, тој е хендикеп, бидејќи сум адвокат, сега сме размислувале, имам договорено пар суди, ама некако и не лечи се. Знаеш, јас сум адвокат, тие се суди многу погрешно ќе се интерпретира, со исклучок на ќе те пријават во етички совети. Нема да ме пријават, меѓутоа не се тоа нели никогаш, меѓутоа знаеш како пак не личи. Или можеби не личи, ќе видиме некој може ќе се одважи, ама јас се повлеков во таа идеја со исклучок на уставниот судија Ана Павловска Данева, што не е исто, бидејќи таа не е судечки судија, и е сосем различно, и тоа беше една од моите поомилени епизоди. Исто така се договоривме прва полусезона да не оставаме простор за политичари, затоа што онака го инвестираат цел медиумски простор. Ќе видиме кога ќе продолжиме негде следина на септември, тогаш па веројатно и тогаш ќе ги прескокнеме затоа што ќе биде екот на локалниве на кампањава за локалниве избори, бидејќи таму негде крај на октомври ќе бидат изборите, така да ќе видиме веројатно првите 2 месеца ќе форсираме пак таквите теми, а и се неизбежни, сега некогаш ќе мора да ги викнеме, само што јас не сум трпелив со луѓе кои што знам дека те гледаат во очи и те лажат. Тоа мислам дека го знае јавноста. Јанаки, што е тоа што ти недостасува, например, кај традиционалните медиуми, а го правиш во твојот подкаст поразлично. Бидејќи ги споменавме тралалајките, веќе речеме, ние овде сме како едно море од експертизи, секој е нешто стручен и експерт за се, и избегнувајќи ги тие, се доведуваш во ризик можеби да немаш доволно гледаност, а истовремено се доведуваш во ризик да бидеш на слична линија со традиционалните медиуми кои што се трудат колку толку да има ниво. Да. Види, исто заеднички пријател, сега да не испадне дека тука си ги нели билдаме френдовиве. Едно нешто со кое што се согласив, кое што го кажа Џон Апелгрен е дека на пример на традиционалните медиуми, не стигнавме тоа да го направиме, сигурно ќе имаме еден сет на 2-3 гости за следната полусезона, на пример од областа на културата. Порано се сеќаваш дека ти си барем од медиуми дека секоја телевизија имаше културна редакција. Редакција, пази. Сериозна, да. Редакција збориме. Која сега телевизија има културна редакција, сега да бидеме реални, и приматот на телевизиите полека нели паѓа влијанието на интернет, иако е се уште меѓу постарата популација најпосакуван, број еден избор за информирање.
Сум човек кој што сака да се надградува и воопшто, иако тоа така може не делува на прв поглед, многу луѓе мислат што не ме знаат дека сум арогантен или слично, не дека не сум, ама само да кажам дека не сум човек кој што бега од самокритика. Така е. И на пример Тоа ви го потврдувам, да знаете дека вистина е така. Не, види, зашто сметам дека секој интелигентен човек треба да знае дека само така може да се расте. Никој не е роден учен. И зашто да не се подобриме на следната полусезона со малку и поинаков контент. Инаку, сега реално подкастот е тоа. Мада, еве, например, забелешка што ми дале, што прифаќам дека е така, дека многу лични интервју, ама ја па и не знам како многу слабо збореле гости, ја не можам да им влечам со сила, ме разбираш? Едини што повеќе, еве, последниот гостин што беше Пасторов збореше така па кај него па на печ најмногу добивав критики дека не сум му давал да се доизрази човекот сута под зборење. Да, тој искрено најмногу зборуваше. Најмногу зборуваше, Ана исто збореше, не можеш да сопреш, со низи и траеше меѓу најдолгите, ова го кажам нели у позитивна смисла. Цули исто, другиве кој треба да им влечеш, кој сега да прашање под прашање, во принцип добре дојде во нашиот свет. Да, подкаст подразбира послободна форма на изразување. И е поразговорен. Кога се подготвуваше за интервјуата, прво ме интересира дали имаш некое лице кое што постојано, не мора да го кажеш лицето, ама ме интересира дали имаш такви случаи кои што постојано те одбиваат за гостување. Постојано не види, не сме сега до толку упорни дека вени ке сечеме, знаеш, еден актер ме одби, кој што не може да доме, со некое бенигно објаснување, тоа е види, тоа е за почитување, са никога на сила не можеш да донесеш, нити пак се лутам. Кој друг не се нафати вака, на прва не ми текнува, во принцип прифаќа или дали ги предоговаравме. Некои кои што па се јавува, сами бараат да ти гостуваат. Од такви случаи имаме многу кај. Имаше еден таков случај имаше кој што сакаше да ја, ама тоа знаеш како тоа беше корпус на неколку луѓе кои што еве тоа беше од 27 април каде што покривме 2-3 гости и едно од осудените лица сакаше, вика, ја сакам мојата страна од приказната да раскажам. Тоа е малку поинакво, нели? И така да може и во следната полусезона и веројатно и ќе го викнеме затоа што у принцип се знаеш како слушаш 1, 2, 3, обвинителот беше од 27 април, би било фер да се слушне и таа приказна. Не сум имале такви нити, па се знаеш сакам да дојдам, тоа е малку знаеш непримерно. Добро, но тоа е стандард во традиционални медиуми, верувај. Верувам дека е тоа така, види, у принцип јас сум имал некој респектабилен однос со медиуми у последниве, не знам, 80 години и нема некоја особена тајна зашто е тоа така. Предпоставувам дека сум, нели, разговорно способен и немам влакна за јазик, предпоставувам тоа е тајната зашто ме вика. Зашто најмногу, не сега лично за тебе, туку конкретно во контекст на гостин, за кој гостин најмногу те искритикувале дека не му било местото да му даваш простор или да ја даваш простор сведно? Имаше многу за Ирена Цветковик, затоа што е, нели, про-ЛГБТ активист, сите знаеме каде живееме, дека живееме во исклучително конзервативна средина, иако јас сум например пропонент на тоа дека за разлика од ние кои од 90-тите работите се поместени на позитивно, меѓутоа далеку, нели, од некој задоволително ниво. За Нези имаше доста реакции, за Вилма Русковска имаше, значи тоа ме интересираше. Многу реакции ми се јавуваа, значи луѓе ја колнеа и така натаму, меѓутоа види едно нешто што ќе ти кажам, да она стоечки све си трпи, значи ни бараше прашања, нити некој ми барал прашања, може теми да барале, значи да знаеме на кои теми ќе разговараме. Меѓутоа во принцип Вилма си дојде најфристайл. Ја и ја прашав, знаеш, викам, не ти е неудобно, па немам што да кријам, си избореше си држеше на своето, дека она е се управо, слободно некој ако смета нека ме гуни и тоа, за Нези имаше доста негативни реакции. И сега да помислам, знаеш, мешани с реакциите, не може сите да те сакаат и да не те сакаат, некои се позитивни, некои се негативни, али у принцип за тие двајца гости вака имаше за жал негативни реакции. Кој ти беше? Нити па извини, нити па мора ја, знаеш како па тоа го врзуваат. Оваа епизода ако имаш добар гостин, условно речено, кој што поголем дел од публиката го симпатиша, тогаш е и браво, ало да ти е. Ја не сум венчан за гостување, нити па мора со нив да се согласувам во ништо или во се. Едноставно даваме платформа за некој да се искаже. За кој гостин ти беше терсене спремањето, тебе лично, бидејќи без разлика што ти не им даваш теми и прашања,
сепак знаеш разработуваше и теми врзани со кочани. Нешто што се избегнуваше одреден период затоа што е исклучително сензитивна темата. Најинтересен е и ќе го поврзам со претходното прашање кој што заборавив да ти го кој што не ми текна кога ми кажа кој не одбивал, неколку пати не да не одбиваше, него излажа дека ќе дое сегашниот ВД градоначалник на Кочани. Првично кога го викавме не беше ВД градоначалник на Кочани. Беше нели истакнат како беше советник беше и како Ама беше истакнат во јавноста повеќе. Неговиот став беше тогаш дека види, јас сум свесен и факт и го знам тоа дека тој како човек кој што беше повокален веднаш по незгодата и веројатно трпел притисоци од полиција, од политички фактори и така натаму. Тој мене ми кажа дека нема да може сега да ми учини затоа што ќе оди на подолг период во Германија за една недела после тоа да стане ВД градоначалник. Уште два обида мислам дека направивме, од кои што предпоследниот беше сега имало нели ова кампањава што е за рушење на диви градби, па дали можело за 10 дена за да може да овако да имаме за што да збориме. За последна не рече ај од септември, у принцип се секако дека не би го викале пак. Он беше вака терсење за договарање, а во меѓувреме не дека не гостувал, така да дали сметаше дека нема да му даваме прашања, дека ќе бидеме може и малце по нешта, не е факт е дека е тазена функцијата и дека е ВД, меѓутоа сега и би имале пар незгодни прашања. Во принцип така вака како потерсни, инаку не беа некои ни тешки за спремање ни за договарање, особено тешки. Игор Јадровски се истакнуваше како особено тежок за малку да се пошалам со пријател. Не, сигурно Игор прв ќе пише коментар на овој дел. Тешки во смисла, знаеш, кога седиш, кога истражуваш, има одредени теми кои што можеби не ти се толку блиски, од една страна се тешки затоа што треба да им посветиш многу внимание за да им влезеш во суштината, а при тоа да си подготвен да парираш на гостинот, а од друга страна тешки како што е темата за Кочани, бидејќи тоа е... Можеби пастор Филип, затоа што знаеш како сака нас, јас сум атеист, но сум растен во духот на православието. Тоа основните постулати, секако дека ги знам. Значи, адети, верски начала и така натаму. Од друга страна не сум нели во ислам, но исламот е широко распространет во Македонија, плюс јас сум и растен во чаршија од професионален аспект, така да имаме доста познавање. А кај протестанството се многу оскудни познавањата и се друго е на Википедија, читаме нешто. Никого да прашаш вака за... Така е, затоа што по последниот подпис таму се под 1000, иако нели он со тоа не се согласуваше, можеби за него, ама па он беше добар соговорник, вака убаво говори, знае да го објасни. Памтам кога гледав таа епизода, он петте сола, као петте столбови веројатно се тоа на протестанството кога ги објаснуваш и баш некој искоментира дека и за толку кратко време многу убаво објаснети. Може тој инаку вака други знаеш се теми од правосудството и секој дневие. Политика активно пратам од многу мало дословно деление во Македонија и мене многу ми смета на пример. Не, мене многу ми смета знаеш што многу од луѓе во кај нас се на ниво на политичка меби затоа што политички активен и свесен човек подразбираат само партија, што е најниско ниво на политички. Што е најниско, така е, се согласувам. Активен човек и политички свесен човек. Политика. Така е. Да, и тоа мене на пример морам да признавам да речеме дека не знам емисиите, тоа веројатно затоа што многу повеќе ме погодува емисиите на пример поврзани што ти бе и со Јелдас Веапоска и со подкастите, јас навикна сум емисија, ама добро. И за Кочани што беше посветена, на пример, тоа се работи кои што повеќе мене како гледаш да речеме, повеќе резонираа со мене. Јелдас особено па затоа што за тој случај ми е толку мака со годините како беа и гледани тие две епизоди беа и гледани и у принцип се знаеш дека на подкасти и рилсот доста продава и рилсовите идеа многу високо, као идеа со 200-300 илјади органски ричови, значи нема ако тоа и со софтвер не знам дали се проверува, меѓутоа не бустаме. Таква ни одлуката сега за сега. Види, тоа е специфичен случај, у принцип не сакам судски предмети поради нели беше следно прашање, затоа тргнав со Јелдас да зборам. Поради мојава професија нели не сакам примарна професија, не сакам судски предмети да разведувам, меѓутоа тој предмет е исклучително специфичен од проста причина што не би да прејудицирам вина, меѓутоа сите знаеме значи да отидеш на обичен царски ред да завршиш без 3 органи и од километар да се гледа дека се оди кон застарување, што види не е нелегитимно. Јас и на низето го кажав во емисија, да не бидам лицемерен велам према вас, јас сум бранител,
веројатно ја би го правил истото, да сум бранител на луѓето, да не ви правам сега лице, меѓутоа на судот е одговорноста да не го дозволи тоа. Ме разбираш, бранителот окей, све што ме во законски рамки да проба да му помогне на клиентот, да, меѓутоа на судот е тоа да не го дозволи. Тој предмет застарува за нешто повеќе од 1 година, за 13 месеци, уште на сам почеток, ако почне уште еднаш од поново, пак ќе треба се да се помине, така да многу специфичен случај, многу тежок случај, затоа што жената тука отворено кажуваше, вика, најки вика да ме контактира на почетокот, да дојда, се бидејќи таа е во ислам и осомничение во ислам, вика, кај нас и повера е така, да дојде да ми побара прошка, вика, може и немаше да терам судски, вика, ќе се помире, вика, ама вака не. Тоа се сеќавам и кај мене во емисија го има кажано. Јанаки, бидејќи вака и кога доаѓав сега и за подкастот кај тебе и ќе ми речеа, ама Јанаки што нека се одлучи, дали е активист, дали е адвокат, дали е инфлуенсер, дали сака да биде водител или слично. Како ќе одговориш на таквите коментари? Види, да, трпам и такви зафрканции на моја сметка и воопшто не се лутам. Не, па затоа и ни го кажам, сум дебело кожен човек кој што не се лути. Ама е тоа што мораш во право. Гледај сега што работа, моја примарна професија и тука морам да го цитирам големиот Тома Фила, кој што имав такво задоволство да го донесам на предавање во Македонија во далечната 2019-та. Тоаш беше се уште во форма. Па добро, дали пред 6 години е, да, реално се гледам слики, таму сум 20 кила послаб. Каде што вели дека адвокатурата не е само професија, туку е начин на живот. Моја прва и последна љубов била и ќе остане адвокатурата. Знаеш како 3000 адвокати има во Македонија, ја никогаш од мене и приватно ме познаваш и сме се дружеле, никогаш нема да слушам за да изборам овој ваков оној таков, а за мене сум слушал од многу мина и нека им служи на чест, мене воопшто не ми смета затоа што јас се концентрирам на самиот себе си. Меѓутоа проблемот е во кај дел од македонската адвокатура што добар дел се адвокати од нема икаде. Значи, ако немаш страст, ако ја немаш жар, ако нема борбеност, може би адвокатурата не е најдобра професија за тебе. Често ќе ги видам околу суд млитави, не им се живее, значи тоа не го можам. Значи јас канцеларијата ме преку улица, како поминувам по крстосницата, го гледам судот и она ерекција уште да ми се деси, ме разбира. Значи обожавам да се судам. Тоа ми е била и сегаш ми е станала примарна професија. Сум заработувал од пишување на колумни. Сега чат пат кај мене од кога се разидовме со Фокус и не би зборел лошо, мислам и посакам све најдобро. Бев цензуриран патам во 2 наврати и тоа беше причината. Сме поминале медиумски сите низ такви фази. Не сакам лажење, ме разбираш, ако сам на себе да си давам простор ако може, у принцип причата беше дека за една тогаш беше таргет премиерот на таа колумна која искористи нели за тести си на англиски јазик во Австрија и сега ако мадињата на премиерот беше насловот на колумната. Ако него не му е срам од позиција на премиер на меѓународен форум или што и да беше во Австрија да го каже, зашто мене ми било проблем да го кажам? Добро, ти си на крајот на краишта коментатор на цитат кој не излегуваше 3-4 дена, беше ставот на тогашниот уредник и ја знаеш, многу била вулгарна, се зборува со колегите, не знам што. Воред го сменија насловот, а сам знаеш новинарите дека насловот ја продава колумна. У принцип. И втор пат беше кога имаше наводно од страната на Бојан Маричик праќање бацки према оваа Дафина во таа колумна и тука запна работава да они не сакаа да објават и тука се разидов. Меѓутоа све најдобро им посакувам, тоа сум го правил, имам држани предавања за пари, сум држал и за без пари, сум држал и за пари. Чепкам сега и нешто друго што не би го кажал на бизнис план во иднина, сум активен на повеќе полиња. Активист сум за без пари од љубов. Значи барем ти знаеш дека тоа е Билка активизмот на крајот на крајот. Да, Билка сме само финансирале со пари. И се уште со пари од џеб, со пари дадени од џеб. И да се испробуваме на тоа поле, за да кажам, значи снимивме, само сега во фаза на продукција и краткометражен филм кој што се вика Синко. Кој што сум таму еден од двајцата сценаристи, режисер е Огнен Шапковски, имаме топ екипа актерска. Јас сум им на сите нив многу благодарен, пошто стварно, пошто и тој си го самофинансирав, значи за ништо пари се нафатија, и мене ме зеза сликите ке избацивме, сега и актер стана, не бе брат, на буџет кратевме, па некој требаше да виде адвокат. Од немајкаде. Ја ич не сум задоволен. Тотално сум незадоволен. Треба да бидеш. Овие сите ме тешат, не бе добро изглуми. Ја толку не можев да се опуштам онака. Не е тоа твој
Абе, не, знаеш како, види, тоа е ѓаволски тешка работа, сега сум го сфатил тоа. Дека ние филмот 12 минути го снимавме 3 дена од ден до ноќе да ти пукне главата. Повтори. И на крајот си велиш, не знам што повторувам. Нови емија секојдневие на актерија, мене ми даваа совети, Тања Кочовски и Катерина Шехтанска имаше многу корисни совети. Катерина вика, бе, не глуми, вика, ти си адвокат, биди си себе. И мене најтешко ми беше тоа да си бидам свој и се гледа, ќе го гледаш дека сум укочен, меѓутоа за тоа имаме големи планови за тој филм кој ќе завршиме, ќе одаваме надвор по фестивали. Види, јас сум човек што има амбиции и сите до сега сум си ги остварил, ќе си остварам и таа. Значи, мора да се направи бум и имаме некои други планови на тоа поле. Дали минисерија, дали долгометражен ќе видиме. Слушајќи го сето ова, верувам така да извини, да сумирам, сум се што сум некогаш сум сакал да бидам. Браво. Види, многу кај нас луѓе се занимаваат со туѓови животи. Да се занимаваа малце повеќе со себе и собствените амбиции, веројатно би живееле во поинаква средина. Подобра држава. Во контекст на тоа, знам дека прашањето, одговорот на ваквото прашање е не, но дали може би постои само една работа што воопшто некогаш би те предомислила да земеш, да се спакуваш и да се заминеш одовде? Ми помина таа фаза, имав и таква фаза. Искрено да ти кажам, имав и таква фаза. Тоа беше кога сестрата на сопругата беше во Америка, која патем US citizen. Сега и се врати, она од ретките што се вратија. А Бренгејн имавме поради. Да, па еве гледаш, нели се и министерката викаше се враќаат младите. Мада она се врати кога пред 2-3 години за постојано као. Тогаш имаше со 33 ако сум, значи тоа беше пред некои 6-7 години, каде што Чикаго Юниверсити, она живееше во Чикаго, отворија дисперзирани постдипломски студии во Солун. И у принцип баш некако се поклопи кога јас тоа го видов, а таа не убедуваше да се преселиме во САД. Они се многу вака поврзани со, мислам, со жена ми ептен патеше по неизе. И неизи беше ставот, јанаки дојди, ова ти вика, ако тука нема можност за пари прајање, вика, не знам кај има, вика, ти вика, ќе искинеш тука. И у принцип, прв пат во мојот живот размислав за тоа, после тоа, искрено да ти кажам, малце себична математика си направи во смисла на тоа, да, таму ќе треба да одам, ама сега со постдипломски, буквално од нула да почнам, не ми се почнуваше од нула, искрено да ти кажам, тоа беше причината. Моите ќерка ми ја форсирам да студира негде надвор со тенденција да остане, ова е жално да се каже, ама е така, ама па она па е вака ептен од жена ми фамилијата така хардкор, радикално патриотски настроена и не сака ни да чуе. Види, дедо ми е тврдокорен македонски националист, ама например никад немал проблем жена му за не македонец, ова ќерка му за не македонец да се земе и голем поздрав до феноменален дедо јам. Поздрав. Што ти е, кажи ми, најголемата болка живеејќи овде? Тоа што живееме у какистократи. Тоа што, значи, просечни луѓе преку се знае како политички конекции владеат со држава. Значи, болка. Гледам да немам болка, значи да немам таков тип на фрустрација, меѓутоа ако сакаш да бидам искрен што ме фрустрира, веројатно е тоа. Какистократијата во Македонија владее, просечните во Македонија владеат, неписмените во Македонија владеат, значи јас знам луѓе кои што буквално немале леп да јадат преку политиката, а се живи неписмени преку политиката, станале милионери и токму затоа Македонија ти е веројатно една од земјите со најголема долговечност на политичкиот живот на политичките актери. Ти имаш ликови кои што ја и ти ги знаеме од кога сме биле средно, кои што се уште активни. Реално да. Па колку имаш ти да понудиш? Не е тоа мотивот. Мотивот е дека ти екзистираш од тоа бидејќи не те бива за ништо друго. Многу малку се помалку реализирани луѓе се нафаќаат со А во правдата? Такви. Во судството? Во правораздавањето? Еве гледај сега да ти објаснам. Ова ќе дојде на ноќ на многумина, јас сум го зборал многу пати, значи и имаме 4 години поред имаме традиционално во ноември со професор Стојков предавање на факултет како да се стане успешен адвокат. И сега кога ги прашувам зашто сакате да бидете адвокати, 90% е за да бидам праведен е одговорот. Што е типично за студентско размислување. Моје следно прашање на тоа, бидејќи го очекувам тој одговор, е што е правда. Јас сум бранител на човек кој што тврди дека е невин. Обвинителот тврди дека е виновен. И са кој повеќе во право? Или двајцата се тужите, не мора да е кривично право. Двајцата се тужите за меѓава. Јас велам дека јас сум во право, Огнен вели дека Огнен е во право. Кој е повеќе во право и сега што е правда? Така да меѓутоа ако сакаш на генерален план секако е фактот дека
оние кои што не јаваа, кои што не испокрадоа, значи не само што не лежеа затвор или глумеа дека лежат затвор, не зборам од ова, од сите гарнитури зборам. Тоа веќе на сите ние буквално си се шетаат како пауни, ги уживаат сите овоземски благодети кои што им ги овозможуваат нашите пари, а буквално, значи многу паметни деца се иселија, па меѓу другото и ради такви. Веројатно е тоа најголемата болка што јас си го беше Драган Пешевски гостин. За Драган секако ќе те чепне. Тоа го коментиравме двајцата, дека системот кривично правен супер функционира за обични смртници. Ќе бидеш и уапсен, и притворен, и еве ја имам предмет за 27 грама канабис у притвор, не осудуван никогаш. Не е нормално тоа, ме разбираш. И ќе би меѓутоа двојните аршини на политички кон политички и економски мокните, значи тоа е видливо од километар. Тоа е прва работа и она што мене многу ми пречи. Најголем мит во Македонија е дека корупцијата е на ниво на кое што се мисли. Нас зборам за кеш корупција. Политичка корупција е, значи, тоа е инвестирано до максимум. Тоа. И многу мал процент од судиите тоа го прават и тоа секогаш да се бара на повисоките судии, меѓутоа нивната молчаливост е нив најголем греф, тоа е факт, тоа сум им го кажувал по советувања, сум го зборувал по колумни, по подкасти, секаде каде што можам да стигам, затоа што е тоа така. Чисто за илустрација ќе ти дадам еден пример, дека судскиот буџет, по закон за судски буџет, значи по закон што ти требало да се почитува, треба да биде 0,8% од вкупниот буџет на Македонија. Никогаш во последните 10-15 години не надмина 0,4%, и што е најтрагично, тие не ни бараат 0, значи бараат 0,6 за да се надеваат да добијат 0,4 и немаат храброст да се конфронтираат. Судијата како авторитет секогаш треба да биде најголем авторитет во секоја држава. Јас најголемиот дел од судиите и обвинителите во Македонија ги почитувам, дел од нив ги сакам, дел од нив имале сериозен импакт на моето градење како правник и затоа се чувствувам слободен да кажам дека нивната молчаливост кон политичките имбецили е нивниот најголем греф. Мислиш ли дека случајот за Кочани ќе се растегне толку многу што ќе доживее неславен крај, ако доживее некаков крај? Самото присуство на 60 обвинети или 60 плюс обвинети го прави тоа мандатно да мора да се случи. Ти имаш 60 бранители, сите тие 60 обвинети по 2 збора да кажат на едно судење, тоа судење ќе трае цел ден. Така да, мислам дека прешироко се отиде, тоа и со пар од колегиве го зборев, во истрагата ја очекував со обвинение да не оди така, не сме го виделе обвинението и да видиме. Сите се запрепастени од најавата на тоа дека сите сите одговараат за предизвикување за тешки дела против општа со многу стручњаци опасност, сите велат дека што тоа од старт ни алармиравме дека тоа и не е баш така, очекувавме дел да одат за несовесно работење, за подкуп, 1-2 има и мислам дека за давање или примање подкуп и за тоа малку тешко ќе да се докажува за таков тип на пропусти што ќе биде проблем да се докаже. Добро е што се премести во Скопје предметот, не само од види и од законскиот процедурален аспект, мал суте Кочани, 5 суди има и сите од нив поминаа во како суди на претходна постапка и во совет и тие не може по закон да судат затоа што се смета дека има веќе предрасуда. Меѓутоа и Кочани е мал град, значи сите суди имаат некој повреден починат близок и реално фер судење таму не може да се добие. Многу е важно процесот да оди брзо, сите форсираат да оди брзо, многу е поважно да оди квалитетно и да се изфилтрира кој е навистина виновен да биде казнет, ако никој не е виновен да не носи стигма цел живот, отколку да оди тоа брзо. Колку год да оди брзо, постои една жалбена постапка која што исто така спора, меѓутоа за мене е барем еве со резерва да го видиме обвинението, меѓутоа по информации на јавноста сум помалку разочаран што се отиде со член 292 за сите. Ја имам уште едно прашање, па потоа ќе ти оставам како рече таму 10 минути имаш слободно. Мислам дека е прашање кое што сме го разговарале многу пати и во емисии кога си ми гостувал, ама и генерално знам дека одговорот ти е многу прецизен на тоа. Многу често луѓето кои што немаат никаква допирна точка со правото, со правдата, со правосудството и слично, имаат страшни коментари и дури некои до крајности и до екстреми за адвокати кои што бранат лица за кои јавноста веќе ги осудила во своето мислење. И верувам дека тоа многу ќе биде отсликано сега и на оние кои што ќе бранат луѓе кои што се во делото за Кочани, затоа што
ко Само професионалец. не ти го прашувам од аспект Не, на не, не. кошари, туку и генерално Да, поеви со Палчо со што беа ете, судења, значи така, види. да. Генерално треба да бидеме оперирани од јавното мислење. Адвокатот не е актер па да треба сите го сакаат па да за да може филмовите му се гледаат или продаваат, тоа е прва работа. Има многу грди стереотипи за професијата, едната меѓу нив е нели дека не знам родена мајка за пари би продале. Види, прво треба да се знае дека по кодекс на адвокатска етика во исклучително ретки случаи смеете да одбиете правна помош во кривичен предмет. Не во исклучително ретки, во екстремно ретки случаи можете да треба да имате супер дебело образложение зашто одбивате да даете правна помош во кривичен предмет. Во граѓански е малку полабо. Тоа е прва работа. Ако алудираш или затоа што дел од поддржувачиве на неправосилно осудениве на доживотен затвор Палчевски компанија, тоа се испинува дека јас сум апелирал, а тој го лажеше и самиот господин Палчевски на судење во завршни зборови, 10 пати писма прегажаме спомна, дека јас сум му менирал одбраната. Види, јас ќе бев пресреќен да ја бев до толку влијателен, да ја можам сега да им кажам на 3000 адвокати кои кого да брани. Никогаш нема да најдеш видео, порака, позив, каде што ја кажам, никој да не се нафати да го брани. Јас сум кажал на прашање на Централни вести во Сител дека јас не би се нафатил да го бранам, потполно спремен да адвокатската комора може би да ме дисциплинира за таков мој искажен збор, да јас не би сакал да го бранам. И тоа се две различни работи. Фер судење заслужува секој. Под фер судење не значи да судијата досуди вака, така вие како што сметате све во спротивност не е фер судење, туку фер судење ако сакаш и по конвенција и по пракса на судот во Страсбург, почитувајќи го членот 6, значи право на фер судење, е да ви биде дозволено да ги опонирате доказите на обвинителството, да предлагате свој и да имате простор и време да ја докажувате вашата теорија на случај. Тоа им беше дозволено на обвинетите во тој случај, но и самиот судија треба да биде опериран од мислењето на јавноста. Немој да заборавиш дека например за таткото беше ослободително. Ја ќе очекував да биде ослободително. Бил тој совет, тие двајца судии и тројца, биле построги, биле нестроги, биле не, ја искрено бев убеден дека ќе донесат ослободително затоа што за тие кои што следевме подлабоко, мимо моето логичко, ја може мојот логички заклучок да е друг, ама факт е дека доказ директен дека им дал информација, ние не видовме. Така да во тој дел меѓутоа притисокот на јавноста знае да си го прави своето, но кај слаб судија, кај судија кој што тоа сакам да те прашам, дали се случува да има притисокот на јавноста влијание на судија? Сигурно да, за жал филтрите не секогаш ги собираат и оние по па као сега да ги бирам зборовите, па нерационални и по слабина на карактер. Да, значи кој што види само слаб судија, инаку судија, јас имав прилика да зборувам да разговарам приватно, мислам вака, на неврзан мовет со судика која што донесе популарна, непопуларна одлука, она ми рече, јас ќе не ги стојам позади секоја одлука што сум ја донела. Ме плукале, ме хейтале, ме тепале, ме вриштале, јас стојам позади секоја одлука што сум ја донела и тоа е за секој поздрав. Во спротивност не треба да бидете судии. Поголем проблем таму беше што си дозволи тогашниот министер за внатрешни работи да кажува например дека таа политичка партија треба да биде забраната, што е многу опасен говор и од демократски аспект и од аспект на политички права, да ти треба да забраниш таа политичка партија, бидејќи пар будали од таму нели направиле тоа што го направиле. Баш ти фала што ми остави. Ама морав, тоа ми е професионална деформација сега тоа е. Не, види, баш вака се надам дека малци да го смениме концептот дека ќе биде поинтересно пак сега последна емисија нели малце да се опуштиме, ама ја малце за сезонава така е. Малку па ќе кажам нели во аутрото, меѓутоа малце и да те Ајде, повели. Основоположници сме на едно партизанско здружение. За мене тоа е права невладина, мада сега и колку можеш целите право партизанско здружение. Прво партизанско здружение, Здружение за канабис и зелени политики Билка. По твое видување каде запна работава? Факт е дека политичкиот фокус тотално исчезна, значи уште веројатно со заминувањето на Заев доаѓањето на овој Димитар Ковачевски се дефокусираше нивниот бизнис од канабис на не знам на струја. И скоро сите федерални држави во САД, значи рекреативната употреба ја легализира, Германија, Полска, Балканот гледаш, па Хрватска, нашиот модел на нацрт законот
И така како што нашиот модел на нацрт законот беше, тие само го имплементираа. Каде запна цела работа? Во политиката. Ти ќе речеш Алчноста на политичарите. Ти овде дури сум ми изненаден дека јас ќе бидам поостриот, а ти ќе си помекиот во случајот. Ама Ти оставам простор да не речат, не им оставаме простор на... Ама политичкиот, јас не би рекол фокус. Значи тоа беа буквално политички апетити. Така баш. Кои што сака целиот пазар. Да го земат. Мислеа дека целиот пазар И дека ќе го плукни заземат, залепи, да. И дека тоа плукни залепи бизнис и дека тоа ќе се збогатат како не знам кој на овој свет и ќе се замислуваат себе си како колумбиски лордови. Но овде беше исклучиво од претходната влада, значи точно имаше интерес, имаше отвореност, имаше и се супер почна, се додека во одреден момент не затаи приказната и додека се тоа не се затвори во една мала група на луѓе кои што го контролираат сето тоа и ние се уште сме заглавени преку давање лиценци. меѓупростор, така е, ние сме држава која што има десетици лиценци. Пола затворија се, доста и затворија по ширик на бизнес. Ама бевме во одреден период. 70-тина? Значи од 70-тина? скоро 100, На толку мала држава. а наспроти други држави што имаа малку по-либерални пристапи, притоа имаа помалку лиценција, беа многу поуспешни во приказната. Така. И на крајот на криштата, овој муабет го правевме во 2015 година. Дефинитивно. И тогаш беше револуционерен, сега во 2025 на ниво на свет е банален. Да, баш така, Ние да. веќе треба само тоа да го Не, не, истуркаме. за- Исклучиво беше само поради личните финансиски апетити на политичките елити. Апсолутно се служувам со тебе затоа што знаеш како не сакам никого да разведам, да навредам, ама тоа знаеш кој беше менталитетот на другарчињата на Да. тогашната политичка гарнитура. Знам го Зоката, ќе ми даде лиценца, ќе земам нивова, ја лично сум доживеал. Такви луѓе има лиценци добија. Ја лично, затоа сама ти кажам, ја лично сум доживеал да инвеститор од Швајцарија дојде, бараше со мене состанок, кој што си го плати уредно, меѓутоа вика, ја еднак имам проблем, вика, сакам да купам фирма, те молам погледни ми, вика, што има лиценца. Буквално на нива, од монтажен материјал што е забрането, направена само хангар, поделена по простори без ништо внатре во просториите, лиценца се добива на крај, вентилација, кој ќе направиш све, и вика, ова има лиценца и ова ми бара 3 милиони евра. Како цела држава од монтажен Затоа што, хангар, тоа сам да ти направен. кажам, затоа што кој човек живее во делузија, кај нас очигледно живеат тие луѓе во делузија, дека ќе дојде некој сериозен инвеститор и тој хангар ќе го купи и лиценцата да ја плати 3 милиони евра. Джензи генерацијата сега веќе не вели делулу, туку за таквите кои што Како се вика? целосно делулу, велат дека се веќе во трулулу. Значи преминати се во верување на својата илузија, ама- true illusion. Ама не, види, И тоа е веќе трулулу. ама реално, па тоа е ситуација. топкованица. Значи- Види, тоа е топкованица да ти така сметаш. Кога бевме 2019, тоа беше еден од Завршава тоа најдобрите. сега. Да, еден од Истото, најдобрите истото. евенти на кои што сум бил. Само што ќе го кажав истото. Ја многу добро памтам дека имаше еден израелец кој што е светлоносни Израел години Да, од да, 92-ра да. ја форсира таа приказ, и он тоа го викаш. Канабис бизнис, минимум 5 години инвестирање, вика, за да почнеш да гледаш приход, вика. Значи нема пуна, кога нас мисла дека е злато, фрлаш марихуаната, излага златото. Ти се сеќаваш тогаш кога бевме во Варшава на Канабис форумот, како не гледаа нас луѓето воодушевени од Балканот, дека ние како држава сме се отвориле први за тоа прашање и во Полска ние навистина бевме почитувани за тоа и тие има огромни очекувања и нивните коментари беа луѓе со душа чекаме да видиме што ќе направите, бидејќи Полска нели има огромни исчекори во тоа направено. Исто така истиот, мислам дека истиот господин тогаш следново го збореше, значи тоа е 2019 пред ковидот, ова го збореше дека Полска и Германија во овој момент, Полска вика дозволува, но не дозволува да се расте на дозволува производи, но не да се расте на низина територија. Германија не дозволува, но таа врата вика негош ќе се затвори. Значи ние Германија сега го легализираше канабисот. Ние испуштивме добри 6, 7, 8 години сериозен износ на 120-30 милионски пазар. Ние досега ќе бевме можеби 120-30 милионски пазар. Буџетот ќе го полнеше не само тоа. И види најголемиот пропуст е тоа што не се успеа да се пласираат во доволен квалитет и квантитет производи на пазарот. Така и за жал мене ми е тука многу болка огромна тоа, затоа што бевме пионери. А сега сме ветерани. Па добро. Као Унија на ветерани. Види, ние бевме пионери и пред вратата на ЕУ, па сега сме Така.
така, не сме ни ветерани, веќе сме делото. Имаше, ние и Турција, да. Да, ние. Да. Добро, нивниот случај е малце поразличен, ама во суштина ние сме Па они сакаат да влезат, не сакаат, таму и малце и други се аспекти. Има други трзавици народни што би се. Имаше објава кај тебе за прв пат да не те видам на парада на гордоста. Бев во странство, инаку ќе ме видиш, Инаку ќе те видам, да. Беше во странство. Не е тоа популарна тема во Македонија, сега види. Воопшто. Не без разлика што мислиме, значи согласувам целосно. Конзервативна средина се уште живееме. Јас повеќе пати сум истакнувал зашто не го сметам за правилно баш парада на гордоста тој концепт. Немам никаков проблем со никого, но сметам дека е погрешно експонирање во смисла на тоа да не да се бараат посебни права, посебен третман и особено што ми пречи е правење кловен од себе, ја тоа така го доживам, да маж се облекува како жена или жена се облекува како маж. Еве тоа е моје лично мислење, не сакам никого да навредам, ама стварно сметам дека треба да си го кажам. Од друга страна, злите јазици ќе кажат дека јас сум имал многу пати дискусија, втор пат го кажувам човеков, тој е еден наш турчин кој што живее во Данска и он тоа го збори во Данска. Ние не живееме во Данска. Имале секс на, викам секс на јавно место и меѓу хетеросексуалци е неприфатлив, зашто е непристоен. Дали е концептот на парада на гордоста како протест правилната форма да се бара? Се веројатно е малци реторичко прашање, но би сакал тоа. Не е реторичко. Немам кај мене јас реторички прашања. Јас ќе ти кажам на пример пред објавата, да речеме, каде што објавив фотографија од мене, облечен во Скопје Прайд маичка, во планините на Мојковац, Црна Гора, за кој што прв пат слушнав. Прв пат слушав, ја реално, ама бидејќи предавав на една летна академија за медиумска писменост таму и во тие денови бев таму и затоа не бев тука. И пред да ја објавам таа фотографија, ако ме прашаше истово прашање, веројатно мојот одговор ќе беше малку пошироко опфатен, ама сега ќе биде многу по-директен, затоа што шести Прайд беше ова поред, ова е прв на кој што не сум бил. Чекај, секоја година иди, не се рипаше некоја година? Дури и за време на пандемијата имаше форма, различен вид на форма на полудигитално нешто и слично. И моментот е во тоа што толку говор на омраза, такви гнасотилуци. Така нема збор. Јас немам прочитано под објава за Прайд кај мене на профил. А тоа беше кај тебе збориш? Значи не памтам, тоа и општо беше. Да. Значи ние веќе сме доживеале регрес. Тоа го збореше во начинот на перцепцијата. Тоа го збореше Игор Јадровски како член на комисија за дискриминација, дека во периодот околу Прайд у принцип е тоа е од секогаш. На најако. Од секогаш, тоа не е спорно. Ама ние имаме доживеано регрес и во начинот на комуникација на социјалните мрежи за тоа. Јас сум имал фотографии буквално со ЛГБТ и знамето каде што сум сликан, па немало под него такви гнасотилуци. Имало. Дори има луѓе вадат фрустрации се. Нема проблем. Значи има проблем како нема проблем. Мислам нема проблем што се вади фрустрација. Не, види, едно е вадење фрустрации, друго е повикување на насилство, да се убија, да се содомизира. Само што сакав тоа. Едно ја да ти зборам да те и да те навредувам. Па баш ме отвориш, на пример, таа објава сега кај мене на Facebook ако ја отвориш, ти ќе прочиташ, да ги рипнам. Ќе ги видиш и негативните, јас не ги бришам. Се што и ја ги оставам за се што нема внатре вулгарност, се што нема повик на насилство, јас го оставам. Затоа што на крајот на краиштата и се обидувам дури да разговарам со тие луѓе. Ти ќе видиш дека неголемите коментари доаѓаат под коментар на кој што јас сум одговорил. И тука има 89 коментари на под коментар. Затоа што сметам дека имало тука некаков простор да се направи муа. Да се направи, да. Затоа е парадата на гордоста. За концептот на тоа како се одвива... исчезне тоа... Не, нема да исчезне тоа. Ние живееме во свет каде што жените излегуваат на 8-мартовски марш, па долу раздаваат приказни, што би рекле ние Прилепчани, раздава бардиња долу под објавата на 8-мартовскиот марш, нека седи дома, нека готви. Така, да, сега, реално... Завршила факултета 60 години, зашто неките внуци нека чува? Абе, нека седи, оставија жената, завршила факултет, земи по фалија и терај. Така де. Значи, не е никаков проблем. Те разбирам од кој аспект ми го поставуваш прашањето, концептуално, сите ние имаме различно мислење за многу работи. И јас имам различен поглед, наречеме, на тоа како се организираат парадите на гордоста во светот, концептуално. Има и мене работи што ми пречат, но на крајот на краиштата... Пораката е важна? Не само пораката. На крајот повторно, ако јас барам од некој
да го почитува мојот став, јас истовремено го почитувам и ставот на другите, се додека тој не повикува на насилство. Така е. Затоа што... Но види, казниво и полиција треба да реагира на тоа, значи... Добро, тоа... Дел од невладиниве, дел од невладиниве едновремено, не знам дали уште тоа се прави, Хелсиншки поднесуваше и пријави. Недопустливо е, недопустливо е да повикуваш на насилство. А ја немам проблем, и да ги зезаш, и да ги врегјаш, и да си... Океј, тоа ми е во рамки на прифатливо. Долу во коментарите имаше такви гнасни коментари со повици на насилство, да тоа бе, и што е најинтересно, ова не сум го кажувал вака јавно на традиционален медиум, бидејќи не дозволува концептот традиционален медиум, ама, например, мене од секогаш ме фасцинирале коментари од хетеросексуални мажи, од стрейт мажи, кои што толку описно опишуваат сексуално што би ти правеле, да си ставаш знак прашалник. Што вака си велиш, дечко, прво да се разбереме. Ако ти немаш никаков проблем со тоа, или дури и да имаш, зошто висиш на профилите, тоа сме го разговарали со други активисти, зошто висиш на профилите каде што има такви објави? Прво, секој ден, само да коментираш и одиш по сите медиуми и им пишуваш коментари долу умрете. Океј. А второ, ако ти сериозно те гади тоа, зошто такви описни сексуални активности даваш на некој од кој што ти се гади? Значи, ти во главата замислуваш дека имаш сексуални активности со лице кое што истовремено би сакал да го убиеш. Има тука многу психолошки да се објаснува и психопатски исто така натаму, но во секој случај, да, концепти се во прашање и за концепти треба да се разговара и треба да се даваат мислења. Зошто овој концепт вака, зошто овој концепт така? Ти ќе забележиш дека од првото издание до денешното, концептуално се сменети многу работи. Некои се поистакнати, некои се посмирени. Има начини. Например, многу поразличен е, да речеме, првиот Прайд беше многу поразличен, бидејќи беше многу по-директен, и секако тоа што беше прв, директно бодеше очи на сите. Но пополека, од и приказната навистина стигна до слоганот кој што е годинава. Ке обстоиме заедно. Види, прохибиција докажано не функционира. Значи види што се случи во Будимпешта. Реки народ се историја. Не само, се тие можали цитираме со бројки, дали биде 200, дали 500, не е битно. Поентата е дека добар дел, јас сум убеден дека од тие што излегува, види и луѓе, може и луѓе што не поддржуваат, може види излегува заради забраната, заради инат и ради политичка опозиција. Не те гледаме веќе на малите екрани, беше еден од најпрепознатите ликови и гласови. Од ликови сега остана само ликот. Косата исчезна. Да ти кажам, долго време јас те видов на едно советување каде што ти го модерираш, нели? Баш ти го, значи многу долго време многу успешно криеше кај ја вака со доста мал волумен на коса. Ама гледам и ти се предаде со. Не, па веќе немаше смисла да глумиме лудило дека имам коса. Ме прашуваат луѓето и искрено да ти кажам, не знам. Еве, например, очила носев 20 години, ги оперирав, точно на првиот Прайд дента, само што заврши Прайдот, од Прайдот заминав на операција. Докторката ми рече, ако ми дојдеш без бедж ЛГБТ, не те примам на операција. Добро, еве, повели. И прогледав, ете, што би се рекло, од првиот Прайд. И затоа и памета ми како одат и годишно тие. И, например, тоа го средив. За коса дали би пресадил? За сега, знаеш ли колку е убаво? Од сабајле станувам лицето, ќе го измијам. И главата се миеш. Главата, немам веќе четки, немам шампони, немам чуда, немам ништо. Мој другар, ќе се имала дигресија да даеме дека не остава просторот, мој другар прво се поминува со влажно марамче, па после со Имено, искрено, да. Значи си од дете беше пензиониран дневен новинар. Така се нарекувам. Ти значи буквално од дете од после факултетски да купи. Не, на 11 години влегов во студио. Така. Да, значи во Прилеп работе во Центарот за печат радио и телевизија Прилеп или смешниот акроним ЦПРТВ. И тоа беше дел од ограноците на државната телевизија, на државните радиосервиси. Имаше во неколку големи града, имаше државни локални телевизии. Тие ги ликвидира со текот на времето. И таму започнав на 11 години. Како влегов на 11 години во студио? Последен пат од студио излегов на 28 септември 2023, кога се повлеков од телевизија 24, па да, малтене уште малку 2 години.
Кратко време беше и главен одговорен, ама тоа беше баш кратко. Една година. Една година фати? Една година, да. Една година 2019-тата, со тоа што планирав и после тоа да се повлечам, но фати пандемијата и си реков каде ќе одиш сега по пандемија, седи има плата, седи, плюс за новинари, да веројатно ќе бидам сватен погрешно од некои луѓе и со оваа изјава, но за новинари такви видови екстремни големи настани се исклучително како професија те целосно те вовлекуваат и не можеш да стоиш настрана додека се случуваат. Вака, за какви настани збориш санитарот? Како пандемијата. Како пандемијата. Меѓутоа, како пандемијата и како други што сме имале. Што се случи? Се презасити, не се пронаоѓаше веќе, имаше поголема амбиција, сакаше да се сконцентрираш на оно што го работиш сега како консултант, како предавач, како писменост. Па да ти кажам искрено, не е и кратка кариера. Па 25 години точно бев на екран, од локален до преку јавен 50 годишни луѓе не може да се. Некако ми се смачи затоа што сватив дека конкретно ќе го преземам, бидејќи останатиот дел има предизвици, од време на време и се развиваш, ама 16 години водев контактни емисии. Да. Во 16 години јас имав луѓе кои што ми се јавувале од првата година, 16 години секој ден сме се слушале. Им велев луѓе, со мајка ми не се слушам многу често, ве молам, значи, но ми недостасува, искрен да бидам, еве после 2 години, сваќам дека ми недостасува комуникацијата константна со публиката. Очигледно тоа си го направија своето тие 16 години, но се презаситив. Искрено ќе ти кажам, се презаситив, ми требаше одмор. На професионален план што сега работи Огнен Јаневски, од што екзистира ако биле безобразни? Работам ќе ти одговорам преку пример што им го давам секогаш на пријателите. Од секогаш мислев дека регионално меѓународна или меѓународна кариера може да се гради само ако си певаljка, веројатно, или може би евентуално актерите и нешто други работи, зборувам сега од јавни професии. Так. Никогаш да ми велеше некој дека ќе изградам регионална кариера и меѓународна, дека ќе изградам како церемонијал мајстор и водител на настани, тоа никогаш не може да го прифатам како момент. Јас работам 50% работам во Македонија, 50% работам надвор, во Албанија, во Црна Гора, во Босна и Херцеговина, најмногу, и Србија, Хрватска и Косово. Тоа е одлично. И јас веќе имам настани за кои што сум букиран, за до година веќе имам 5 букинзи. Браво. Од мај натаму. Јас ти посакувам и уште по-успешна и по-обсежна интернационална кариера. Ама ете да знаеш, не само певаljките можат да имат. Да, не, види, тоа е супер, види. Така сме воспитувани, ја и сестра ми никогаш не сум бил човек кој што се полнал со завист, напротив, баш ми е убаво ова што ми го кажеш, бидејќи нели сме и пријатели, и баш ми е убаво ова што ми го кажеш, за жал тоа не е одлика кај еден дел од популацијата, меѓутоа што е тука, многу ти благодарам на одвоеното време. Ова е последна епизода од оваа полусезона на подкаст Основано сомнение, со следни подобри содржини, се надеваме дека ќе се надградиме, некаде очекувате околу следината на септември. Ви благодарам на досегашното внимание, па ќе се дружиме од таму од доцно лето, рана есен.